Од самиот негов старт Скопје 2014 е контроверзен во својата суштина, скап во својата изведба. Јавноста неколку години е поделена на за и против проектот. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи во таа насока го постави прашањето дали му треба ревизија на проектот Скопје 2014 и во кој правец, но и дали и новата зграда на владата е раскош или расипништво за кич декорации. Сашо Мержановски смета дека проектот бил пред се за перење пари, дека ревизијата е повеќе од потребна во правец на склучувањето на договорите и нивните анекси, јавните набавки и провизиите. Стиропорот и распаѓањето на градбите ја покажуваат нужноста од ревизија. Ставот на Нини Ѓорѓиевски дека објектите од Скопје 2014 не треба да се уриваат, но ти треба ревизија од независен орган. Дарко Симоновски пак смета дека треба по примерот на Бугарија или бившите советски земји да се дислоцираат спомениците за како што вели да останат како белег на едно криминално време. Твитерџијата Кисмет е за тотална ревизија, руши, пренамена што може во правец на социјални проекти, вистинска авангарда, култура, напредни технологии, напиша Кисмет. Твитер профилот Циникот пак вели за Скопје 2014 потребен е меѓународен конкурс за со артистички минимални ефтини интервенции да ги претвори во модерни екообјекти. Добивме одговори кои се противат на ревизијата на проектот 2014. Твитерџијата именуван како Ацо Миракот напиша дека случајно големите монументални културни градби во хуманизмот и ренесансата се граделе во раскош или и тогаш имало беда, болести и војни. И од таму констатира, а да отвориме дебата за ревизија на Ефеловата кула, лондонското панорамско тркало, Лувар на Дунавските мостови во Будимпешта, оти не ми се убави. А имаше и коментар како овој на Драган Михајлов. Тој на својот Твитер профил напиша: "Во секој од нас се крие малиот Нерон. Нашиот Нерон за секогаш ќе биде запаметен по Скопје 2014. Меѓу другото, тоа му беше и намерата." Смената на власта ги отвори вратите на владината зграда зад кои од погледот на јавноста досега се криеа кристални лустери, скап мебел, сјајна богатство, но и документите за тоа колку точно чини проектот Скопје 2014.